Дека делчевчани добро стојат на полето на среќата покажува последниот пример на Александар Петровски, кој откако пред известно време изгреба 100.000 денари, за кратко време ја изгреба и највредната добивка автомобил Golf 7. Покрај Петровски, кој со семејството живее во Струмица, Делчево во изминатите години е меѓу посрекните градови кога се во прашање игрите на среќа. Пред токму 2 години, во месец ноември во Делчево, падна лото ливче вредно 3 милиони денари, а неодамна од среќниот киоск во Делчево беше уплатено и ливче, чија добивка изнесуваше 10.000 евра. Од кога добија Джокер 3 милиона денари, граѓаните повеќе почнаа да игра. Сега пред нема месец дена 10.000 евра на 6+1 доби еден граѓанин. И шеска стално добиваат. Еден граѓанин што беше околу 80.000 денари зема, единствена шеска беше во Македонија. Дали преферираат повеќе лото или грепки? Па и лото и грепки. И на грепки добиваат повеќе, 2-3 пати добиваат по 60.000, 5.000 добиваат стално, илјадарки и така. Дел од граѓаните во Делчево на среќата се надеваат повеќе од 30 години. Играм одамна, 30 години нагоре играм. А имам до сад 2 шески и 5 многу имам. И до сад 2 пати ги промашувам седмиците. 2 шески имам, а 5 съм имал може над 100 пати. Комбинациите си слободно играм, какво тя треба ни да ми погодат, не ја? Така? Те го напред играм, еле? Значи може да се надева, човек да се надева на игрите на среќа поекогаш. Да. За жал не сум многу по таа активност, иако понекогаш лото уплаќам, али не многу сериозно и многу... Играте, дали играте стандардно едни бројки или мените комбинации? Да, обично родендените на ќерката, мојот, на сопругата и така. Тоа е во глобала. Воопшто не играм таква работа. Не играте лото? Ништо, ни лото, ни спортска ни. А дали сметате дека кога играат, тие што играат чиста среќа или пак има некоја... Не, па треба да познават работите и да вршат комбинации. Ја тоа не сум. Еве да видиме... Ич. Инаку најголемата добивка за која и по неколку години се шпекулира дека некогаш ја добил жител на Делчево, е добивката добиена на една од странските игри на среќа. Добивката тогаш изнесуваше 1 милион евра, а се шпекулираше дека ја добил и селеникот Делчево.